Изградбата на браната Конско кај Гевгелија завршува. Овој капитален проект кој почна со реализација лани е финансиран од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од програмата за рурален развој. Од буџетот за таа намена се издвоени 40 милиони евра. Капиталните инвестиции во делот на земјоделството се одвиваат претежно во делот на системите за наводнување, што се најголемиот дел на капиталните инвестиции. Тука морам да напоменувам дека е при крај скоро завршена браната Конско во Гевгелија, каде што нормално после тоа проследува и следна фаза заедно со втората фаза што се завршува од Јужновардарската долина со канал за затворениот современ канал за наводнување, каде што треба да има и трета фаза и се во фаза на подготовка и евалуација. Во интервјуто за телевизија Сител, министерот Хоџа вели дека фокусот на владата е ориентирање на традиционалното кон бизнис ориентирано земјоделство. И мислам дека во делот на капитални инвестиции не само во смисла на проекти и бројки, туку и во смисла на реализација е одбивано непречено, без разлика на проблемите што беа заради пандемијата, но кога се гледа и од аспект од територијална покриеност и од аспект на работи што се извршени, мислам дека во делот на капитални инвестиции може слободно да се пофалиме и како министерство и како влада дека навистина усовремуваме делот на земјоделството во системите за наводнување, а дополнително на тоа што не чека во наредниот период и заемот што го потпишавме од Светска банка, каде што треба да се изградат откупните центри во Ресен и во Струмица, како и големата агроплатформа во Скопје. Инаку капиталната инвестиција Јужновардарска долина втора фаза е за воведување модерни системи за водоснабдување во земјоделството во вредност од 24,3 милиони евра, од кои дел се буџетски пари, а дел се кредит и грант од германската развојна КФ банка. Ке зафаќа вода од Удово, од реката Вардар, понатамо со главен цевковод од 8,9 км ке се носи до препомпни станици и ке има дистрибутивна мрежа од 85 км. Со изградба на трета фаза ке бидат опфатени дополнително 1700 хектари.